Многу погодоци донесе осмото коло на втората футсал лига. На секој меч вистински голјади. Екипата на Фудбал Старс од Кочани загуби на гостувањето кај тимот на ССК Скопје со резултатот 9-7, а на полувреме резултатот беше 1-4 за тимот од Кочани. Одлично второ полувреме на домакинот ги остави трите бодови на контото на ССК Скопје. Овче поле на домашен терен во Свети Николе очекувано стигна до висока победа, откако со 1-7 славеше над Фенерџијата Карадако. Додека пак ланскиот прволигаш Црна Река со 12-4 однесе необедлива победа над Партизан Југ на домашен терен. Лидерот Железарец го доживеа првиот сезонски пораз, откако загуби од екипата на СЕ Универзити во Тетово со резултатот 4-3, но и покрај поразот, ланскиот прволигаш и поранешен шампион на Македонија е на врвот на второлигашката табела. Конзули на домашен терен во Битола со 6-4 го доби тимот на Кратово. Железарец е прв со 19 бодови на своето конто, но со меч повеќе во однос на Каршијака која е втора со 15 бодови, Црна Река која е трета со 14 бодови, а по 12 бодови за делба на четвртото место имаат Фудбал Старс од Кочани, СЕ Универзити од Тетово и екипата на ССК од Скопје. Партизан Јук од Бравеница е седми со 10 бодови, 8 бодови има Овче поле кој е осми, по 7 бодови имаат Кратово и Конзули за делба на деветото место, а на последното 11-то место е Карадако, засега со 7 порази од толку надпревари и без бодови.